Македонија веќе има изградено пазарно стопанство, при тоа не постојат општествени фирми без вистински сопственици, така што се применуваат правилата и законите што се вообичаени секаде во светот каде што е применет ваквиот економски модел. Ова е оценката на првиот човек на Стопанската комора на Македонија Бранко Азевски, најавувајќи дека капиталот мора да се чува и надградува, при што треба да се гради партнерски однос со државата. Заврши трансформацијата на општествениот капитал, дека секаде имаме сопственици, јасно декларирани и изразени, и следниот чекор е да се го браниме сопствениот капитал. Тоа значи дека од денеска натаму мораме да се определиме и да се бориме за својот капитал со сите можни средства и затоа треба да ја промениме политиката и владата на Република Македонија да ја сваќаме веќе како партнер во тој процес, не како наш противник. Според Азевски, Стопанската комора во наредниот период ќе поведе суштински иницијативи за заштита на сопственичките права, односно за заштита на договорите што предпријатијата ги имаат склучено со државата и за подеднаков третман во однос на плаќањата. Тој најави дека ќе нема толерирање на државата да си ги наплаќа своите побарувања, а да не му плаќа на стопанството. Сепак, во партнерски однос со неа се очекуваат мерки за поддршка на малите и средни предпријатија. Владата се определи да оди со посебен сет мерки за малите и средни предпријатија преку фондот за иновации, каде што ќе ги поттекне иновациите и вие слушате дека тамо донациите би биле некаде и до 70%, за разлика од овие што влегуваат во првите два столба, каде што ќе биде повратот од 10% или максимално до 30%. Јас не верувам, него сум убеден дека е ова последниот начин да фатиме некаков корак кој што ќе не одведе на правиот пат, во корелација со подобрување на инфраструктурата и со решавање на некои наши автентични проблеми кои што немаат врска со пазарната економија, например пописот. Вообичаено, малите и средни предпријатија во светски рамки учествуваат со околу 80% од вкупната економија, па затоа и Македонија треба да се движи во оваа насока. Сепак, Азевски рече дека треба да се почитува и актуелната структура на бруто домашниот производ, посебно во извозот, каде со 16,7% доминира металургијата, а со 12% текстилот.